Интересни факти за хартијата. Сето она што сакале да остане запишано, нашите далечни предци го длабеле над зидовите и столбовите на палатите и храмовите или со дрвца цртале на глинени плочи. А тогаш старите египтјани пред 7000 години го измислиле папирусот. Всушност тој веќе постоел. Тоа е растение слично на трска, што растело и до 3 метри во висина, а можело да биде со дебелина како рака од човек. Нејзината мека срцевина ја сечеле на лентички, што ги спојувале во поголеми парчиња, погодни за да се пишува на нив. Папирусот брзо се расширил во целиот тогашен цивилизиран свет, но старите египтјани не откривале тајната на неговото правење, туку го продавале. Но околу 200 година пред новата ера, еден од фараоните од династијата Птоломеј забранил да се извезува папирус од Египет, бидејќи сакал да ги спречи другите земји да создаваат своји библиотеки. Сепак, жителите на грчкиот град Пергамо, кој денес се наоѓа во Турција и се нарекува Бергам, ги надитриле. Тие го измислиле пергаментот. Од кожата на разни животни, кози, овци, телиња, магариња, ги отстранувале влакната. Потоа ја потопувале кожата во вар, па ја сушеле, ја мазнеле со песок или со мазен камен, за да биде помека, бидејќи таквиот пергамент бил поценет, па ја натопувале во масло за да добие еластичност, повторно ја сушеле и на крај ја спојувале во долги ленти. Затоа првите книги напишани на пергамент не се прелистувале, туку се одмотувале и се намотувале. За разлика од египтјаните, пергамонците ги откриле своите вештини пред целиот свет. Ако тоа време кинезите ги испишувале своите знаци на свила, но таквите свилени книги биле многу скапи. Затоа, Кај Лун, дворјанин на царот Ву Ди, во 105 година од новата ера, потопил во вода издробен бамбус и исцепкани ленени крпи. Ги чувал додека не се распаднале, потоа тоа добро го исцедил, го пресувал, го исушил и ја измислил хартијата. Така се прави и денес. Но и ние станавме помудри, па правиме нова хартија од стара и тоа се нарекува рециклирање.